Сите 7 кандидати за претседател на државата се појавија, но не сите денеска го потпишаа Кодексот за фер и демократски избори. Неколкумина од претендентите за врвната функција во државата изразија сомнеж за предстојниот изборен процес, но само еден и формално одби да го потпише. Причината беше откажувањето на така наречената мастер дебата меѓу кандидатите. Но утрово, што е добив веста дека се откажува мастер дебатата, мислам дека тоа не е во ред, не оди во духот на развој на демократските процеси. Навистина е чудно да на локални избори одиш на 3 дебати, каде што разговараме за канализации, водоводи и паркови, а кога разговараме за битни државни прашања да немаме ниту една дебата. Мене ми е жал што јас ова го кажувам, ќе ми извините сите, длабоко ви се извинувам, јас Кодексот ќе го почитувам, меѓутоа ако немаме дебати, јас Кодексот нема да го пуштам. Да го подпишам. Жал ми е што морам ова да ви го соопштам. Дел од останатите кандидати излегоа со своји забелешки за процесот, но тоа не ги разубеди и покрај сомневањата да го стават својот подпис на Кодексот. Кампањата е почната, потоа кампањата е веќе фаворизирана, веќе чувте, ја не знам дали медиумите пренесоа, дека вчера јас, заедно со лидерот на партијата што ме поддржува, Левица, поднесовме представка пред Уставниот суд. Денес овластивме адвокат кој ќе покрене судски постапки против, за жал, со извинување и членовите на ДИК, меѓутоа и членовите на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, се работи за она неравномер, односно дискриминаторна распределба на она малку ситно време што го имаме за представување пред граѓаните. Сметам дека ние денеска подпишуваме форма, а не суштина, бидејќи истата оваа форма која што ја подпишуваме, уште однапред, без разлика што преземам целосна одговорност со моето подпишување да ја почитувам, нема да биде почитувана во целост. Искрено жалам што многу хипокризија почувствува во одредени излагања. Останатите учесници во претседателската трка се надеваат на, како што рекоа, демократски надпревари, најавија фер игра. Јас сум уверен дека ние имаме доволно како држава институционална меморија и имаме доволно политичка култура пред се меѓу нас сите кандидати кои сме на овие избори за претседател да го одржиме нивото на дебатата и се разбира на целиот процес. Уверен сум дека интегритетот на процесот нема да биде нарушен и уверен сум дека како и пред 5 години нема да биде оспорен ниту изборниот резултат во суштинска смисла. Што се однесува до мене, ниту минатиот пат, ниту сега, нема да посегам под ад хоминем однос, ќе говорам со аргументи за програмата и ќе ги почитувам сите кандидати. Се надевам дека овие избори ќе бидат најфер и најдемократски избори досега. Ќе се залагам за позитивна кампања. Сега повеќе станува збор за политички морал и даден збор пред граѓаните дека ќе се пристапи коректно кон овие избори важни за нашата држава. Кодексот, меѓу другото, подразбира дека учесниците во изборите за претседател, чија кампања официјално почнува в четврток, ќе ги почитуваат законските одредби, нема да користат говор на омраза и ќе придонесуваат кон одржување на фер и демократски избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.